Добро вечер. Добре дојдовте во ново издание на Отворено на телевизија Алфа. Власта во Македонија не знае како точно и ефикасно да се бори против екстремното загадување. Ова може да го извлечете како заклучок, доколку го прочитате извештајот на меѓународното ревизорско тело Евросайт, кој што, освен за 15 други држави, го изготви и за Македонија. Дали централната и локалната власт во Република Македонија спроведуваат драстични или пак само козметички или популистички мерки во борбата со загадувањето? Каков воздух дишеме и од што се труеме? На овие прашања вечерва во Отворено барам одговор од моите тројца гости и соговорници, професорот Драган Ѓорѓев од Институтот за јавно здравје, добре дојдовте, екоактивистот Тони Никушевски и господинот Драган Змијанац од првата детска амбасада во светот Мегеш. Професоре, би започнала со вас. Кој најмногу страда од загадувањето и каков коктел примаат нашите бели робови кога ќе излеземе надвор? Па добро вечер прво. За жал зборуваме за загадувањето во ек, кога е тешко може нешто да се направи, ќе зборуваме за тоа, за да може да се намали, а тоа веќе со децении го напаѓа и овој град и нашите градови во Македонија. Тој континуитет на загадување и како влијае покрај составот и на ефектите од здравјето. Составот веќе и децата го знаат, ние сме фокусирани во главном на честичките, гасовите се, да кажеме, некој помал проблем, сулфур диоксидот некако го елиминиравме со елиминација со мало прочистување на горивата кои се употребуваат. Озонот ни е некој газ кој што обично летно време е активен, меѓутоа бидејќи другите извори па во летно време се намалени, озонот се уште не го чувствуваме и кој тој е опасен посебно по белодробниот систем, така да фокусот ни е на честичките и во главном сега ни е фокусот на механичкиот дел од честичките. Се уште малку пионерски почнуваме хемискиот состав на честичките да го анализираме, бидејќи тој е такако важен кога зборуваме за токсичниот, односно за другите аспекти на здравствениот ризик. Рече, еден конгломерат од честички и гасови дишеме секој ден во концентрации кои што и кога би биле нормални, значи не нормални, току на ниво на законските прописи, и тогаш се штетни за одредена категорија. Значи ние немаме нештетни концентрации, мора да знаеме дека и нула концентрација заради одредени ефекти некој население ќе страда од одредени гасови кои што во тој момент се или честички се на некој ниво. Меѓутоа, ако ги доведеме до некое законско ниво, секој дека многу помал број на кои ќе страдаат. Кои страдаат? Имаме ние вулнерабилни групи, имаме осетливи групи на население, не сите подеднакво страдаат. Оние што умираат или што заболуваат се само врв на леден брег. Една цела популација испод нив страда. Али тој врв се вулнерабилните. Тоа се децата, недоволно е развиен имунолошкиот систем, тоа се старите лица кои што веќе им е инволуиран имунолошкиот систем, значи веќе паѓа. Тоа се хронични болни, обично тоа се и стари хронични болни, каде што обично се компрометирани кај нив респираторниот систем, значи недоволна е одбраната. Имунолошкиот систем, значи имунокомпрометирани лица, они кои што имаат такви заболувања, исто така се бремените жени се вулнерабилна, луѓе кои што работат надвор се исто така вулнерабилна група, бездомниците меѓу нив. Така да една поголема група на луѓе посебно страдаат. Меѓутоа не значи дека овие другиве немаат ефекти. Се уште кај нив организмот прави некој баланс, некоја рамнотежа, меѓутоа веќе следната година, бидејќи ние во континуитет сме изложени, може и тие луѓе да влезат меѓу заболени. Точно ли е бројката на Светската здравствена организација, дали точно е пласирана информацијата на некои наши интернет портали? Денеска интернетот е достапен, сите податоци се скоро достапни, дека се повеќе се зголемува и смртноста исто и во нашата земја како последица на нечистиот воздух. Секако дека е точно, тој тренд на смртност е на некој начин... Станува збор за некои 3000, мислам, или може би... Има нагаѓање малку околу тие бројки, постојат веќе еден меѓународен
пропис или формула, да кажем, како се пресметува бројот на смртни случаи врзани со аерозагадувањето, каде треба да се земе и локалитетот, и еколошките податоци, структурата на населението, социјално-економски статуси и така натака. Затоа на светско ниво се спомнува 7 милиони луѓе да умираат, тогаш веќе се комбинира надворешното и внатрешното загадување. Обично се зборува за Азија, Африка, земји каде што имаат апсолутно неправилно внатрешно загорување, се греат луѓето на се и се што, без никаква инсталација и добар дел, околу 3 милиона тие луѓе умират од натрешниот воздух. Повторно фокусот е на децата. Додека во европските рамки различни бројки одат некаде од 600 до 700 илјади само за земјите во Европска унија, зависи кој каква статистика има. Ние имаме проблеми со статистиката. Кај нас тој број на смртни случаи, пресметан по тие референтни методи, се движи. Ако ни е годишната смртност во државата 10.000, значи околу 20% може да бидат атрибутивно врзани со аерозагадувањето. Во Скопје, ако е 5.000 годишната смртност, а обично е таа во последните години, од 850 до 1250 нашиве најнови истражувања покажуваат дека имаме смртни случаи кои атрибутивно можеме да ги врземе со аерозагадувањето. И исто така и во другите градови од 20 до 30% од вкупната смртност, али фокусот сепак беше и во овој истражување, и сега е Скопје, Тетово, Битола, тие се оние каде што покажуваат највисоки бројки. Така. Микушевски, нашите мерни станици, барем тие што работат, мерат PM10 и PM2,5 или 2,5 честички. Само тоа го има во воздухот? Не. Доволно е тие мерни станици, само тоа што го мерат? Тие што работат, нели, некои се исклучени. Вака, дали се доволни, мислам, тоа е безпредметно да се говори. Светот, науката тежнеат кон воспоставување на густи мрежи од сензори. Значи, оваквиот принцип на 6 сензор станици за град со големина на град Скопје се неадекватни и не може да испорачаат доволно квалитативни податоци за било кој што би се занимавал со оваа дејност, за од неа да може да исцрпи квалитетни анализи и да ги преточи сите тие во политики. Така да сметам дека треба многу поголема мрежа да има градот Скопје, воопшто цела држава Македонија. Впрочем, и на тоа и се обврзани нашите општини, и нашите министерства. Тоа го видовме и во извештајот и на домашните и на странските ревизори, дека доволен број на параметри кои што мораат да се мерат за да може да добиеме една квалитативна слика кога би сакале да зборуваме за атмосферска хемија, нашите мерни станици не ги покажуваат. Значи, без нитрати, без озон и без уште неколку параметри на тешки метали, ние не може да зборуваме од каде, како и зошто имаме загадување. Зошто не ви дозволија, имаше нели обид, независни мерни станици да поставуваат невладините организации, граѓанските здруженија, па и екоактивистите? Имаше луѓе кои што и сами се обидуваа навечер во доцните часови после полноќ да вршат мерење. Зошто централната и локалната власт не ви дозволи за тоа нешто да го направите? Вака, многу луѓе побудени од загадувањето, од некои собствени побуди, набавија своји мерни уреди, мерни инструменти, одеа заедно во герила акции, мереа на разни локации на Скопје. Меѓутоа, власта секогаш се фаќаше на еден проблем дека тие мерни уреди се нереферентни, се нестандардизирани, не може да се сметаат за официјални. Како тој во Прилеп што отиде на над 1000. Тој има време, значи таквите уреди им треба време да се стандардизираат, да се калибрираат за да може да почнат да даваат квалитетни бази на податоци кои што се взимаат во една рамка која што дозволува грешка за разлика од гравиметриските мерни станици. Гравиметриските всушност се оние што ги користи Министерството за животна средина. Тој е најпрецизниот метод за мерење на загадување. Меѓутоа, стандардот ISO 16450 кроз 2017, впрочем, тој истиот стандард по кој што Штипскиот факултет ја вршеше последната студија за градот Скопје, стандард по кој што целиот свет работи, стандард по кој што ќе бидат новите 1000 сензори поставени во градот Лондон и кој што е тенденција на секој модерен и паметен град да има вакви хиперлокални мрежи. Најдовме на конфронтација. Очигледно некому бројките не му одговара, некому вистинските параметри не му одговара. Сакаше од джеб да вади политики и да креира магични решенија кои што никогаш не може да бидат во корелација со бројките кои што би биле произлезени од мерните уреди. Претпоставам дека од таму беше тоа една шокова и панична реакција на наши овластени службени лица од државни институции и кои што влегува во директна пресметка со една граѓанска иницијатива. Значи, Ерли не е ни Кушевски Тони. Ерли е еден независен мониторинг центар кој што се појавил исто
со иста тенденција да биде независен, да биде во рацете на граѓаните и да представува контратежа кон оние државни станици кои што ги имал исто така градот Краков. И градот Краков по популација одговара на Скопје, по територија исто така одговара на градот Скопје. И они имале 6 мерни станици кои што дел од податоците не биле обезбедувани, те работеле, те не работеле. Затоа таму се појавила таа идеја и еволуирала до финален производ. Ерли денеска е водечка компанија, водечки мониторинг систем, систем кој што го има и кој што е присутен во повеќе светски и европски метрополи, кои што го користат многу научни институции во вршење на анализи, во изработување на студии и во изработување на политики на градски администрации и локални администрации. Има малку проблем во исто студио да бидат граѓански активисти, стручњаци со, како што рековте, овластени службени лица. Јас би рекла од Министерството за животна средина и градоначалникот на градот Скопје. Меѓутоа, јас сум упорна и се надевам дека во скоро време ќе ја исполнам таа мисија за сите да седите. Има одлична чест на вакво друштво и посебно со професорот Ѓорѓев, како врвен познавач, кога често го цитираме да беа присутни во оваква емисија. Апсолутно. Поканата е отворена на Алфа, меѓутоа се надевам дека ќе најдам термин. Господине Змијанац, прво ќе прашам дали државата го штити правото на децата да имаат здрав воздух или здравје во кога излегуваат надвор. И вие најавивте дека ќе го мобилизирате и меѓународниот фактор за да известите што се случува во нашата земја. До каде е таа постапка на Мегеши? Прво да кажам дека тука доаѓаме од двојно својство како детска амбасада Мегеши прва во светот и како член активист во движењето за чист воздух. Едноставно се здруживме затоа што ова не е само прашање еколошка, туку е прашање на живот и се прекршува елементарно детско право, право на живот, правилен раст и развој и здравје на детето. Сметам дека ние направивме една анализа како детска амбасада колку парламентот минатата година се занимавала со правата на децата и здравјето на децата и дојдовме до поразителни податоци дека пратениците се занимавале со се, а најмалку со здравјето на децата во Република Македонија и тој законодавен дом искрено не ги исполни нашите очекувања за кои всушност е и по функција да биде во интерес на граѓаните, тие што го гласат и што им даваат доверба. Потикнати од состојбата поразителна која се случува дека живееме во канцерогено општество, дека Скопје, Битола, Гостивар, Кавадарци, Тетово се гасни современи гасни комори, дека животот на децата е доведен во прашање и дека имаме несериозни политичари, решивме да го мобилизираме и меѓународниот фактор. Упативме 4 организации, писмо до сите членки на Комитетот за правата, поединечно за правата на детето, сметајќи дека таму треба да стигнат конкретни препораки за подобрување на состојбата во Република Македонија и дека тие ќе извршат притисок и ќе бидат информирани дека правото на живот во Република Македонија сериозно е доведено во прашање, имено 3 до 4 месеци, па можеби 6 месеци граѓаните, децата пресек, како што кажа професорот, како најранлива категорија на граѓани не можат да го остварат елементарното право, имаат проблеми со респираторни за дишење, го губат животот како резултат на загадениот воздух, има предвремени раѓања и сето тоа е доста алармантно и загрижувачко. Алармот многу често се подига во однос на граѓаните кои се револтирани, а од друга страна власта е нема и глува кога дозволува, например, високи концентрации на канцерогени PM10 и PM2 да последователно нас не трујат од 150, 200, 300, 400, 600, 1000 скоро цела зима. И ние ги замоливме пратениците како донесувачи на одлуки да се обидат, бидејќи целиме кон Европска Унија, да го стандардизираат тие дозволени концентрации на PM10 и PM2,5, например за PM10 да биде максимум до 40, за PM2,5 до 20 и алармот да звони само во оние моменти кога ќе достигне таа максимална доза. Кај нас се случуваат екстремни дози на канцерогени концентрации на PM10 и PM2,5. УНИЦЕФ исто така е информиран. Во меѓувреме заедно со Зелениот институт, со Радар и со новинари за човекови права
сме во контакт со адвокат кој ќе не застапува бесплатно. Собираме податоци од вештаци, до сега само еден вештак се охрабри да ни достави видување колку овој загаден воздух влијае врз развојот на детето. Очекуваме вештачењето да ни го даде. Ја користам и оваа пригода да ги охрабрам и другите вештаци, бидејќи ни треба уште еден амбиенталист, пулмолог и уште неколку структури на вештаци кои ќе му дадеме доволно материјал на адвокатот за да може да покрене тужба против државата и против град Скопје. Се надевам обештетувањето ќе биде во функција на децата кои страдаат од овие концентрации на високи PM10 и PM2,5 да бидат обештетени. И убаво би било да се формира и таков фонд за обештетување на сите кои страдаат. Еве, на пример, Полска веќе има добиено тужба за обештетување на граѓани. Такви примери да се активира граѓанството, да не молчи. И затоа ја, на пример, и екологистите сите во движен чист воздух на нашите постови пишавме ќе се радикализираме. И тоа радикализирање многу брзо го направивме. Еве, излеговме со блокада пред Дрисла, упативме конкретни барање пред Дрисла, им дадовме рок од 15 дена. Утре официјално писмото ќе биде доставено до Дрисла, ќе чекаме одговор. Ако не добиеме одговор, што се гори таму во печките во Дрисла и така натаму, ќе идеме во следен чекор во радикализација и се надеваме дека ќе ја притиснеме државата да одговори на потребите на граѓаните. Само да ви кажам, правото на чист воздух е право на сите граѓани, универзално, и тука нема компромиси, отстапки и договарање со властите. И затоа сметам дека имаме консензус од сите граѓани кои живеат во Република Македонија и несебично ќе ни дадат поддршка и се надевам дека ќе успееме, ако ништо друго, барем да ги намалиме високите дозволени дози на PM10 и PM2. Професоре, во извештајот на Евросај пишува дека меѓу наодите од национални телевизии покажуваат дека владите на Албанија, Косово, Романија, Шпанија и Македонија целосно не имплементирале ниту национална стратегија, ниту национален план. Нашите власти кажуваат дека изготвуваат некаква стратегија или некаков план за чист воздух. Меѓутоа, имаме представа, граѓаните барем имаат представа дека тоа нешто трае само додека е грејната сезона и потоа се исчезнува. Кога доаѓа летото, не знам ни мерните станици дали работат или не работат во тој временски период. Колку Институтот за јавно здравје, вие како експерти, како стручна фела, сте вклучени или пак консултирани за да се направи некаков национален план, затоа што за тоа треба, предпоставувам, цела година да се работи, не во октомври да се носи план за во декември да немаме PM10 чистички. Така е, значи, без малку све што кажавте е точно. Овој ревизиорски извештај кој што се правеше и во нашиот институт, луѓето беа тука, кај нив е многу битно, во светот е многу битно една нормална држава да има стратегија, да има план и да ги следи тие документи. Кај нас тоа не е битно. Ако правиме стратегија и план, то проформе правиме бидејќи ќе ни помогне некоја меѓународна организација, ќе ни донесе експерти, ќе се направат работни групи, ќе се направат неколку семинари и заврши работата, остана документот, никој не го следи. Има оваа држава документи, има и акционен план за квалитет на воздух. Пред година-две се правеше и акционен план за здравје и животна средина, каде што воздухот е еден сегмент покрај другите еколошки хазарди, тој остана во фиоките. Не е една влада. Сите влади во овие 20 години се одговорни за ова. Ако може, сите треба да бидат на некоја обвинителна клупа. Бидејќи ова е во континуитет едно апсолутно маргинализирање на витален проблем. Играње, да не кажам мајтап и со својата позиција и со луѓето. Бидејќи почнуваме као некаква загриженост во октомври, некаде кој ќе дојде смогот, правиме некакви аларми, што ако алармна ситуација? Значи, ние треба да се закочиме и ништо да не функционира. Кај што вика Драган, ако биде на 40 алармот предвидува и одредени активности, односно неактивности. Значи ќе се блокира градот, децава нема да учат. Многу е битно да не се изгуби ни еден ден од училиште, покрај здравјето, секако дека е најбитно здравје, ама и едукативниот процес не е многу важен. Некој мисли на тоа? Не, него овлаш се зимаат сега некој конгломерат од мерки, од повеќе документи и се прави план на владата. Не сме вклучени во овој план. Значи, јас сум член на интерсекторската група, само што малку. Постои интерсекторска група, значи за
Меѓународниот фактор тоа е позитивно, бидејќи ние имаме група, ама како функционира групата? Ние битно имаме нешто. Имаме група во која што малку имаме активност, чим ќе загости, нема веќе активности. Секторите не спремни доаѓаат, дел од секторите, одлуките почнат централизирано да се носат и сега имаме некој план, кој што план нема индикатори за успех. Кој ќе го следи планот? Имаме ли некој мониторинг за да видиме дали тој план е успешен? Буџетот не е фокусиран, значи нема основни елементи по кои што ќе следиме ефикасноста. Сите овие стратегии и планови кои што ги спомнав, и кои што постојат, тие имаат индикатори. Здравието, односно здравствените ефекти се еден од индикаторите за успех. А чим ни се зголемува смртноста и заболувањето, значи ниедна од мерките не функционира. Тоа е еден од индикаторите. И сите други индикатори се ставени на хартија, меѓутоа не се посветува внимание. Многу пати сум кажал, додека не видиме или да има посебен закон за Скопје и за другите градови кои што ќе функционираат овие градови само во тој смоговски период на посебен начин како што функционирале англиските градови, или да има редовно секоја недела седница на влада со тема, пошто сите они имаат своји задачи, министерства и сектори, ама никој не ги проверуваат како ги спроведуваат. Па да се прави отчет на секои 2-3 недели и тогаш да се види прогрес. Што год да се направи, Кети, нема да падне загадувањето преку ноќ. Ама мора да се дефинираат главните загадувачи. Така. Значи, имаме замена на тези манипулација на одреден начин во јавност. Долго време граѓаните истоштени од целава ситуација и сиромашни гора што ќе најдат да преживеат, беа ставани цело време на топ како главни загадувачи. Да, тие дека се главни загадувачи, Меѓутоа, меѓутоа не само Евростайл Евростайл, вика дека индустријата е Тоа најголем сакам да кажам. Ја во една загадувач. изјава во Deutsche Welle баш кажав дека, иако не сум екологист по вокација, меѓутоа сосема е логично летно време да имате вие високи пикови кога нема ни сообраќај, нема ни домаќинства да горат, земете Лисиче и други региони се со високи концентрација на PM10.2. Значи, на што се реферираат тие високи податоци? Иако некогаш намерно и не работат, не можеш да ги повикаш. Затоа го поддржуваме ова да имаме контролен механизам преку алтернативни мерни станици, па да вршиме притисок на државата дека навистина состојбата е алармантна. Значи, според мене, тешката индустрија и малите загадувачи се под број 1 загадувачи кои не користат филтри и не го заштитуваат населението. Под број 2, домовите да, меѓутоа не како резултат само на лошите огревни материјали, туку заради тоа што имаат сиромаштија и нема никаква бенефиција од страна на државата да ги потикнат поинаку да се греа. Под број 3, градежништвото. Имаме ние урбана мафија, тука имаме ѕидишта од бетон каде што луѓето едноставно немаат ни требна површина, ни парк, ни ништо. Се што беше парк и детско игралиште се направија згради. И се Понатаму, продолжува така. Миграција. Имаме миграција од помалите градови во Скопје. Луѓето доаѓаат во Скопје за екзистенција, а плаќаат 3 пати повеќе за поздравието. Тоа само Скопје не е Не е само загаден Скопје, град. Битола, Значи, вие Куманово, имате точно. Струмица, Кавадарци, Македонски Потоа, Брод. не развиваме Прилеп. обновливи извори на енергија, што Македонија е можност, немаме бесплатен јавен превоз со еколошки автобуси, гасификацијата ни е проблем, немаме построга инспекција на индустрија А и Б дозволи и не инвестираме во филтри. Значи кога сите овие ситуации немаме ние план за чиста Македонија, ние имаме план како да го затруеме населението и што попрзо да почине едноставно да имаме еден човек помалце во пиомот. Тука би додал, нашиот министер беше гостин на последниот самит КОП24 во Катовице. Таму сите светски лидери беа седнати на иста маса и сите заедно донесоа заклучоци дека единствените и најголеми емитери на опасни загадувачки супстанции на целава планета Земја, без исклучок на Македонија, е индустријата и енергетиката. Значи, ја жалам што вчера гледав интервју каде што беше присутна градоначалничката на општина Битола, господјата како да беше градоначалник на Луцерн, а не на град кој што е во непосредна близина на најголемиот емитер во пошироката околина, не значи на Битола, него во Република Македонија најголемиот емитер е рек Битола. А да не збориме... Нашите политики не се адресираат кон директното намалување на емисии. Значи, зборуваме, ние имаме емитери, ако сакаме да намалиме загадување, ние мора да ги намалиме емисиите, не да посадиме повеќе трева. Тоа се све, мислам, козметички мерки. Таа трева исто ќе биде загадена, таа почва ќе биде загадена, каде што таа јаболкница ќе порасне и таа ќе биде отровно јаболко за нас. Затоа единствениот спас
И единствениот патоказ каде што светот го гледа овој спас од климатските промени, од загадувањето, впрочем и што беше заклучок на самитот во Катовице, е директно намалување на емисиите во енергетика и во индустрија. Колку се несериозни политичарите, значи ми се допадна вашето размислување односно наслов козметички мерки. Меѓутоа не имаме и политички манекени. Ако се сеќавате пред време за локалните избори, организиравме еден голем мировен марш, кој требаше да ја подигне јавната свест околу загадувањето. Имаше трансфер на власт од една во друга. Сите градоначалници во тоа време, сега актуелни, сите подпишаа платформа за чист воздух, се заветуваа, се сликаа со нас. Дури ги имаше заедно со нас на улица пред владата. Значи, тоа беше многу чудна ситуација. Власта маршира заедно со граѓанските организации и создаде една виртуелна некоја граѓанска солидарност со власта дека наводно ќе го решат проблемот. Дојдоа локални избори. Дојдоа на власт. Истите проблеми ги имаме, дури и полоши. Колку граѓани имате разочарани од локалната самоуправа и актуелните градоначалници? Па тие не знаат дека тогаш тие ќе платат, како и предходните што платија за онаа нивна несериозност и одговорност кон граѓаните. Значи не можеш да бидеш несериозен и неодговорен политичар, а да владееш. Тоа го нема никаде во светот. Значи Македонија, кога 3 месеци се гуши, кога болниците се полни, кога нема место од деца да примат во Козле, имаме козметичка мерка 2 дена неодење во училиште. Па тоа ни на еден универзум го нема таква мерка козметичка. Никаде го нема. Само во Република Македонија. Професоре, за мерките, бидејќи ги спомна Змијанац, министерот најави, Никушевски, и за вас прашањето, дека ќе се купуваат заштитни маски, дека ќе се стават прочистувачи во училиштата и во градинките. Колку заштитната маска може да помогне, иако не се набавени маските, може да помогне и прочистувачот за во едно вака големо загадување, бидејќи нели ако прочистувачот на воздухот, тоа е мое размислување во училницата, што правиме ако децата треба да излезат надвор на големиот одмор или пак да одат во спортска сала, да имат час по физичко. Видите, сите овие состојби на еколошки психози создаваат простор за најразлични блефови, да не кажам место и за профит, овде се работи и за профит. Така да на маката на луѓето најлесно се заработува. Посебно ако немаме централизирани стандарди и упатства како да се однесуваме, тогаш секој се снаоѓа како знае и уме, и тоа веројатно луѓето сега го така го размислиат, дојдоа профитерите и продадоа едно чудо маски. Немат меѓународните референтни институции, пред се Светска здравствена организација, никаков став према маските. Оној кој што поседува и оди по вебсайдови, за жал луѓето одат, треба прво да посетат вебсайдот на Светска здравствена организација, евентуално вебсайдот на EPA, тоа е Америчката асоциација за животна средина, и CDC Атланта, тоа е Центарот за контрол на болести. Тоа се 3 адреси кои што нешто, ако сакате да проверите дали е референтно, тие нема, никој ден не ви го препорачува. Имате маски N95 кои што се во професионални услови за работници, во одредени услови препорачуваат како лични заштитни средства. Све ова друго е еден дел од козметиката. Затоа што прво, се уште не сме го дефинирале воздухот, што има во него све, ние само честички имаме, а што со гасовите, што со хемикалите. Значи, а тогаш се залажуваме и веројатно се опушта и политиката, се луѓево со маски и со внатрешен пречистувач, нормално што ќе прават надвор децата. Однак можеме полабаво со мерките. И навистина еве мерки се уште нема, ние сме веќе во февруар. Така. Овде ќе направиме пауза за реклами и се враќаме во студио. Гледате Отворено на Алфа, професор Драган Ѓорѓев, Институт за јавно здравје, Тони Никушевски, екоактивист, Драги Змијанац, Меѓеш Змијанац, па Никушевски. Колку маските, професорот зборуваше, ве прекинав, може да помогнат или пак да одмогнат за загадувањето? Значи, вака се согласувам со професорот дека тоа е козметичка мерка и дека тука станува збор за профит. И уште пострашно е што не може секој да ги купи тие маски. Луѓе трошат и по 100 евра во текот на една сезона и тоа навистина го оптоварува домашниот буџет и не е сериозно луѓето да ги навикнуваме на маски.
тоа значи дека ние имаме веќе дефиниран проблем, ако ги гледате луѓето дека шетаат со маски, посебно деца. Тоа е едно. Второ, исто многу е добро да се постави прашање колку власта што ги популаризира прочистувачите во градинките и во основните училишта помагаат, а колку одмагаат во квалитетот на амбиенталниот воздух, односно колку квалитетен и чист воздух дишат децата. Значи, овие прашања ако се најде соодветен одговор, ќе ги наречеме најверојатно козметички, бараме суштински решенија, а во тие суштински решенија мора да најдеме алтернатива, оно што го рековме. Наши извори на мониторинг состојбата во државата, кои ќе ни кажат дека состојбата со воздухот е таа. Значи, не да дозволиме да не се калибрираат официјалните мерни станици на државата, да не работат, да ние не можеме да го мобилизираме граѓанството, за да немаме алатка со што ќе го потикнуваме граѓанството дека состојбата е гасна комора и дека ќе изумреме. Едноставно, толку многу е алармантна да ја не знам што се чека да се превземат итни мерки. Што треба да се стори во оваа држава за да се превземат итни мерки. Значи, ние немаме план за чист воздух и сето тоа што се прави е не само козметички, туку е популистички и несериозно. Ако дозволувате, Да. апропо ова. За разлика од остатокот од развиениот свет кон кој тежнееме и политички и геостратешки и на секој начин имаме тенденции да се преклониме, треба да ги прифатиме некои нивни правила на игра како тоа се работи кај нив. Значи, зошто се битни мерења во реално време? Мерењата во реално време се многу битни за да може вие оние краткорочни мерки да ги управувате. Од таму се родила потребата за хипер локалните мрежи ширум светот и во големите градови. Затоа што јас ако денеска цел ден се изнадишам 600 концентрација, голема работа, ако утре мојот превоз до работа ќе биде бесплатен, јас ќе можам бесплатно да користам јавен превоз. Да ви кажам како тоа изгледа во Полска. Во Полска самите, посебно во Краков, самите автобуски постројки имаат едно LED панелче кој што дава зелен автобус. Зелениот автобус значи по автоматизам дека денеска јавниот превоз е бесплатен заради тоа што има загадување. Значи граѓаните не треба да читаат Facebook, да чекаат на вести или да чекаат нареден ден или апликации дека е загадено. Едноставно јас денеска на мојот пат на кај работа кога ќе видам дека е зелено, имам известување колку е загадено, јас знам дека не треба да платам и си користам јавен превоз денеска. За жал ние имавме тука мерки кои што граѓаните не знаеа дека се во функција, плаќа јавен превоз, а мерките не беа мерки. И колку Мерките дали може да решат нешто во апропо маските, само ако ми дозволите уште малку сакам да се навратам. Повелете. Сега имавме едно шокантно откритие од професорката Бети Дејанова, ако не се лажам, каде што кај сите пациенти било пронајдено цијанид во нивните гради. Да, Дали овие маски еве да ни одговорат носителите на одлуки, значи политичките чинители. Јас знам дека докторот ќе биде на иста линија со оваа работа. Може да гарантира дека тие луѓе со оваква маска нема да дишат цијанид повторно или една цела друга плејада на загадувачи присутни во скопскиот амбиентален воздух. Тука имаме перзистентни органски загадувачи, едни од најсериозните токсични загадувачи на планетата Земја. Целиот свет, цела борба ја тежнее во таа насока. Тие сакаат да ни помогнат. Професор. Видите, значи, за мерките нема, да кажеме, волшебни мерки, еурека мерки. Секоја влада која мисли дека има такви, веќе во старт прави грешка. Нема мерки кои што веднаш ќе дадат резултат. Повторно, начинот на размислување е дека добро е, ама ако за година дена. Претходниот министер за здравје бараше да се направи план за 2 месеца, да се направи анализа за 3 месеца. Значи, човекот живее година дена. Че од здравствен аспект мора годични резултати. Што тоа во текот на годината дишеме, како просек во сите сезони. Постои персонална експозиција, Штип се почнува да го мери тоа, на мал број испитаници, се уште тоа не се релевантни. Персоналната експозиција ќе помогне, може би, кај некои од овие токсични супстанции на локално ниво, што го рековте, со цијанидите. За сега, таа студија која што е презентирана е се уште некој пилот. Повеќе ја сметам како аларм, отколку некој научно докажано, бидејќи тоа е една селектирана група на вработени на физиологија, каде што во тој ден биле високи концентрациите. Меѓутоа цијаниди може и разни други потекла да бидат, не мора да ги врземе само со частичките. Значи, очигледно дека сите се вознемирени. Сите се обидуваат нешто да откријат и да видат на што сме изложени, али правото оружје во раката на оние кои што можат да донесат прописи, кои можат да донесат
забрана на одредени активности кои што можат нешто да спречат, кои што можат печките да ги сменат. Они имаат во тој план на владата некоја динамика на менување на печки, меѓутоа уште не почнале, месец и пол помина, па ќе помине грејна сезона. Јас секогаш сум рекол, мерките се прават вон грејна сезона. Во грејна сезона се следат дали се тие ефикасни, а не обратно. Сега во паниката, што год да направиме, да го сопреме со враќат во центарот на Скопје, пак имаме високи концентрации. Ние сме плюс и со географскиот, односно со геолошкиот и со природниот феномен хендикепиран. Ние сме во една котлина, чекаме воздуха, односно ветер да дувна. И тој малку што дува го заградивме со оние големи блокови. И денеска делиме маркици огромни за профит, затоа што наводно не можело да се спрочи. Како не може? А што е со здравствените? А што се тие 1200 луѓе кои што во просек изгубиле 20 години од својот живот, тие луѓе кои што умреле за аерозагадувањето. Значи, имате 20 изгубени години во просек. Имате огромен број на години живот неквалитетен, или го викаме со дизабилитет. Значи, има и живи луѓе останали, ама тие луѓе немаат квалитетен живот. Едно мерило денеска индикатор за здрав живот е да гледате чиста околина околу себе. Well-being го викаат англичаните, или благосостојба. А ние сме многу далеко од тоа. Ние се уште сме со индикаторот дали имаме или немаме болест. Одавна светот тоа не му е индикатор за здрав живот. Ние бараме благосостојба. А ова што го гледаме во Скопје посебно, не да е благосостојба, тоа е еден хорор, еден не знам што. Ако ми дозволите само тука би да дополним нешто, затоа што е многу важно апропо говорот на господин Ѓорѓев. Зошто сме ние така искривени, зошто нашите резултати не може да постигнат видливи резултати, значи нашите мерки. Во германскиот модел во нивната комисија за Indoor Air Quality членуваат 30 експерти од неколку области, значи тоа се од неколку аспекти кои што го засегаат тој Indoor Air Quality, значи квалитетот на воздухот внатре. Во германското Министерство за животна средина никогаш не излага политичарот или министерот во првиот ред и онда измислува да кажува како е и што е. Да. Значи тој седи, ќути, тој само е за сликање позади оние луѓе што се професионалци, а наредени испред него. Затоа мерките нивни, затоа вложувањата на тие општества одат напред и продуцираат додадена вредност. А ние парите и нашата додадена вредност ја трошиме за прочистувачи, за козметички мерки и за лекови како последица од загадување. Знаете што, само ако видите во една земја, како што рековте, маски надвор, значи дека државата го изгубила случајот. Тоа е пораз. Значи имањето на маски и на внатрешни пречистувачи, тоа е пораз на политика, на интерсекторски, на секој сегмент од една централна, локална власт, па и на некој начин пораз и на граѓаните. Тоа е комплетен пораз. Само профит на... Апсолутно се согласувам со тоа што имаме уште еден психолошки проблем. Децата наутро се будат со своите мобилни телефони и гледаат апликација колку воздухот е загаден. Значи тоа станува пресија. Младите пред да излезат во град гледаат дали има високи концентрации и не сакат да излезат затоа што едноставно не може да дишат. Вие во такво општество кога живеете, дали тоа современа гасна комора, канцерогено општество, вие имате безперспективност. Вие со ништо не можете децата и младите ги задржите од тој град или во тие градови или во таа држава. Можете да нудите било какви економски бенефиции, ако здравјето на луѓето и децата е доведено во прашање, по секоја цена луѓето ќе бараат решение да побегнат од овој начин на современо труење и изумирање. Една од да речам забелешките на тој меѓународно ревизорско тело беше дека централната и локалната власт не работат синхронизирано, односно дека еден води една политика, друг води друга политика. Тоа се сведува на популизам, меѓутоа се удира врз грбот на граѓаните. Ова прашање ќе го поврзам со еден случај кој што се случи вчера, кога на социјалните мрежи имаше споделено видео од поликлиниката во Чаир, каде што имаше огромен црнчат како излегува од болницата. Денеска, вчера, градоначалникот на Скопје рече дека испратиле инспекција и го информирале Министерството за здравство дека ако не го реши случајот за 30 дена ќе ја затворат гинекологија. Од друга страна, денеска министерот излегува со теза дека тој котел е стар 50 години, се грее на мазут и од следната грејна сезона ќе се греат на газ, бидејќи во минатата година имало направено проект, а сега во тек била јавната набавка. А тоа е видливо нешто. А што се гори во Дрисла и Усија?
тоа ќе ми биде следното Видете, прашање. секаде каде што има стогорување на мазут, ќе имаме проблеми, затоа што самиот мазут прави запушување на дизните, како што се повика инспекторатот на град Скопје, кој што вчера или завчера беше присутен во болницата. Чи мазутот е најцврстата фракција при рафинирањето на нафтени деривати во една рафинерија. Тој има внатре грудки од тешки метали, од нечистоти, кои што прават често запушување на тие дизни. Автоматски тој систем на согорување станува неадекватен и продуцира екстремни емисии на Добро, штетни ние и сме токсични немале гасови. пари да купиме Меѓутоа, котли господин за... Тони, само малку. Да. Фино го констатирале, али малку доцна. Тие истите што го констатирале, Тоа ми беше поентата на во прашањето. дебатите Да. на интерсекторската група ги задолживме пред почеток на сезона да ги нотираат и да ги исконтролираат потенцијалните загадувачи. Кога беше тоа? Оваквите објекти како дури и клиничкиот блок, не знам дали се И грее клинички комплетно центар се уште вакво, 5 мегавати постројка на Така, мазут. да. Или не се евидентирани, или не се нотирани. Сега одеднаш сите се генерали дека требало да се санира, значи тоа е во духот на ова прашање. Што е измеѓу координацијата, Апсолутно. локална овластување? Да. Тоа е една рашомонијада во овластување и во мандати кој што повеќе е како едно алиби отколку како еден синхронизиран процес. Значи локална власт колку има на пари, се со пари свен, они имаат само пари да направат еден акционен план. Еден-два града имаат акционен план за заштита на колку воздух. пари дадоа за Да. спонзорства на фудбалски клубови Точно. на Ако одиме на централно ниво, апромовитната бројка на државата што Така. треба да И на ги вложи во планот за ракијади. воздух. меѓутоа ако видите А- акционен план и аеријади. ако во тој план видите дека колку ќе се троши на тој план, нема буџет, значи тоа е план без буџет. Ако е план без буџет, значи нема акции да се преземат. Према тоа е локалната власт. Централната власт, веќе кажав, постојат и планови, стратегии, се направија дури и буџети на тие насти требаат, можеби странски експерт околу чинењето на мерките, бидејќи мерките се прилично интерсекторски, треба да се види од кој сектор колку пари ќе се земат. Ова не е проблем само на животна средина и на здравје. Ова е проблем на сите сектори во владата, бидејќи сите се потенцијални загадувачи, помалку или повеќе. Значи, од секој сектор колку ќе се земе за тие мерки. Тоа можевме сите овие години да го направиме. Не се направи. Чим ќе видат високи бројки, претходната влада која виде во акционен план за здравје и животна средина високи бројки на чинење, не го усвои на собрание, односно на парламентот. И онда ние се евидентираме дека немаме Затоа сега усвоен направивме план. помал за да го усвоиме. Сега е тој план направен во некоја мала група, усвоен не знам како, и излифериран, меѓутоа ние се не знаеме дали се спроведува, ние немаме индикатори. Кој ни е мониторингот? Меѓутоа со тие пари ако ги знаеме цените, колку Да. чинат филтрацијските технологии или колку чинат замените на нови гасни котли, со 1,5 милион евра не може ни 3 објекта да вако да Да, опатиме. вие знаете А ние толку имаме технички. стотина објекти во градот Скопје кои што согоруваат мазут. Значи не е само гинекологија Чаир, тука е студентскиот дом Кузман. Тука се претпоставам и другите студентски домови. За Кузман знам со сигурни информации дури колкава количина на мазут трошат. Тука е клиничкиот центар Мајка Тереза. Мајка Тереза. Значи они имаат 5 мегаватна постројка која што работи на мазут. А ние имавме политичари кои што нас не лиферуваа студии, полустудии, тоест тие си ги нарекуваа како студии, каде што ни убедуваа дека сулфур нема. Меѓутоа се случи да во еден ден еден споменик тотално позелене. Значи тој позелене како доказ дека ние сулфур имаме во воздухот. Значи таа сулфуреста киселина со кој тој сулфур изреагирал со влагата во самиот воздух, паднал како сулфуреста киселина врз тој споменик. Затоа извршил негова забрзана патинизација, како што сакаа да кажат, и затоа тој во рок од 24 часа апсолутно позелен. Значи уште еден индикатор. Индикатор од ова е невозможно, мислам, е безпредметно да се Змијанат, зборувавте цело време за Дрисла, имаше и Да. герила акција. Јас овде сакам да поставам едно подпрашање. Главно во Скопје, после полноќ е најзагаден Така е. воздухот, и тоа како да се прави некој тријагол. Триаголник меѓу Дрисла, Усје и Железар. Значи тој триаголник и тука сметајте дека цело време имаме високи концентрации на PM10.2,5. Летно време исто се случува и покрај тоа што домакинствата не горат и возилата не возат, односно граѓаните не се возат. И решивме ние како движење за чист воздух да ги детектираме потенцијалните големи загадувачи и да направиме една блокада. Бевме таму, го блокиравме 15 минути колку што ни дозволија депонијата Дрисла. Поставивме конкретни прашања, дадовме рок 15 дена. Утре упатуваме официјално писмо подпишано од сите членови поединечно движење чист воздух до Дрисла, Скопје, ДО, Батинци, Студеничани и Пострашки факт 34. Ке писмото ќе биде доставено со прашања кои очекуваме да ни дадат одговор, иако директорот
се правдаше дека не се гори, не знам што. Прашањата наши беа што се гори во печките во Дрисла, што се складира, каков отпад. Извинете, има јавноста дури страв да ги каже со мрежите Не, што се прашајте гори. ги граѓаните кои живеат околу Дрисла, со што се Правото е соочуваат. оправдан. Би Прашајте додал ги. Видете колку само пациенти има од тој регион во поликлиниките, токму од тој регион, и Видете- колкав е револтот кај нив. Значи еден мал контакт чекаат луѓето за да на еден порадикален начин го изразат својот револт пред Дрисла. Ова не е напомена, ова не е закана, ова е предупредување до властите, сериозно да ни одговорат на прашањето дали се увезува отпад од други земји, што се складира и гори во Дрисла, дали се придржуваат кон максимален капацитет на горење на печките, дали има соодветни филтри. Одредени извори покажуваат дека печката дупло, тродупло се оптоварува. Што превзема државните органи, каде се инспекторите, зошто, дали имат ненајавени инспекцијски надзор, колку често доаѓаат на контрола, има ли ноќни инспектори кои детектираат ноќно загадување и труење затоа што ноќе се случуваат пиковите. И исто така, дали ги исполнува стандардите инвеститорот на Дрисла или ќе државата ќе изврши притисок да ги исполни стандардите кои граѓаните очекуваат. Државата само треба да го спроведе правото кое што е во нејзино владение. Значи, случајот со Дрисла е еклатантен пример на нефункционална држава. Значи, едноставно, толку години, 18 години тој инсенератор, така наречено ќумбе, јас си го кажувам ќумбе затоа што не постигнува поголема температура од 550 степени во него работна. Тоа значи дека при согорување на ниска температура на пластики, винили, сето оној комунален или како сакаме ние да го кажеме наивно отпад, емитира високи, екстремно високи концентрации на диоксини. Така. И една мала група на органски загадувачи, наречени перзистентни органски загадувачи. Така се наречени затоа што имаат многу долг полуживот. Ова ни го пренесе обучувачот кој што беше присутен од Холандија на една работна група овдека. Дури да сте на плажа во Барселона, доколку ветерот оди во таа насока, вие ќе го душите скопскиот диоксин. Впрочем, диоксинот кај ескимите е најден не заради тоа што имали индустрија која што произведува или инсенератори на Северен пол. Тоа е тоа што дошло како миграција, создадено некаде на некоја територија, отишло заминало на некоја друга територија и таму направило импакт на загадување. Бидејќи сме кон крајот на емисијата, јас само би замолила за кратки завршни поенти, дали ќе чекаме и оваа грејна сезона да заврши, па од година да се справуваме повторно со истите проблеми или мора некако да се покрене централната и локалната власт да размислува дека ова е реален проблем кој што треба да се реши, меѓутоа не популистички и козметички. Имаме ли капацитет тоа нешто да го направиме како држава? Значи да алармираме, очигледно имаме капацитет, веќе е прилично алармантна ситуацијата, она што може здравствениот сектор во прилог на алармирање да направи, мислам дека максимално го прави. Ние навистина многу прецизни и те како високи бројки на смртност и на болест ги прикажуваме. Дури почнавме да прикажуваме колку пари трошиме за лекување или за секоја смрт има и своја цена. Значи огромни милиони евра се трошат од бруто населен производ. Луѓето не мрднуваат. План за чист воздух и толку. Значи, ако почнат мерките, очекувајте за некоја година, не сега, мора да имаме политичари кои визионерски размислуваат, патриотизмот од тој правец да го потврдат, дека можеби они ќе ги почнат, можеби некој друг ќе ги заврши, ама после толку години ќе паднат концентрациите. Имаме примери од тоа. Ако имаме луѓе кои што сакаат само во нивно време нешто да се случи и никого да не повредат, и бизнисот да го заштитат, и не знам колку да заштитат, еве ова се случува. Само кратко. Кратко, нема компромис за животот на децата и нашиот живот како нивни родители, дедовци, баби и така натаму и барат дополнителна борба и мобилизација на граѓанството без отстапки кон било какви козметички мерки од страна на државата. Јас би се залагал само за ресет на поставеноста на сите општествени фактори и на самото функционирање во целата држава. Не сакам политичари да носат мерки, сакам да носат мерки луѓе, стручњаци со сиви позади себе. Значи, невозможно е во денешно време вие да разговарате со некого, а тој човек да нема никаков труд кога ќе го кликнете неговото име на Google. А да зборуваме дека тој бил присутен или е компетентен да зборува на таа тема.
А за жал, сите наши политики беа погрешни се досега затоа што имавме политичари кои што манипулираа со вистините. Јас досега жалам, меѓутоа јас не сум видел јавно достапна ако објавена студија со која што они лиферуваат на секој нивно интервју, некаде во некој си научен труд или некој списание со импакт фактор. Тоа е затоа што во тие студии, прво не се наречени студии, еве конкретно би ја извел финската. Тоа е само еден извештај. Заменик министер. Тоа е само еден извештај за работа на еден твининг проект кој што требал да биде само проект каде што требале да се обучат домашни капацитети како се врши моделирање во загадување. Затоа и во самиот извештај финците ни ги нотирале сите слабости на овој документ за ние воопшто да може да го кажеме дека е студија. Затоа сакам во иднина, кога ќе лиферува информација министер, студија, сакам да ја покаже овака таа студија и каде е објавена. Кои стојат потписници позади студија. И уште нешто. Сакам овие правилници што се во голема мерка, ова се подзаконски акти со кои што работи Министерството. Повеќето од нив се донесени, за жал, еве ќе ви покажам, 1976 година, кога многу од овие институции што биле надлежни, значи ингеренции и така натака постапки не се во склад со реалноста и со ова време сега. Сето тоа е возможно само ако го направиме и ако го искористиме овој момент за ресет. И да им ветиме на граѓаните дека за 1 или 2 години 50% ние не може ни да сонуваме дека ќе намалиме. Да бидеме среќни 5% ако намалиме за 2 години со овие ресурси. Меѓутоа само ако сме магионичари. Затоа што и од загадувањето, митигацијата во светот има цена. Значи многу добро се знае, според сите светски институти, они сондирали информации колку чини вие да одзагадите 1 тон на прав која што потекнува од регбитола. Колку чини вие да намалите 1 тон на нитрати во вашиот град. Така да со 1,5 милиони евра ние не може да направиме ама баш ништо. Значи ниту козметика. Ви благодарам многу што бевте дел од Отворено. Се надевам дека повторно би се сретнале, меѓутоа уште еднаш еве јавно ги повикувам од Министерството за животна средина, доколку заменик министерот или пак министерот се зафатени со обврски, имаат државни секретари, имаат стручни лица кои што може да повелат на отворена дебата и до градоначалникот на градот Скопје Петре Шилегов. Поврска од ова нема. Тоа што викате зафатени со обврски многу често ни се случува. Поважно од ова нема. Чим ќе излезат министри и заменици од некој состанок или расправа и имаат обврски, отидоа уште не знам колку луѓе. Ви благодарам вам, почитувани гледачи, за вниманието и ви посакувам пријатна вечер со програмата на телевизија Алфа. Секое добро.